Според една легенда која запишале браќата Миладиновци, кога се правела Охридската тврдина, царот Јустинијан се качал на ридовите на кои лежи градот и гледајќи ја прекасната околина, извикал Охрид. Тоа значило каков убав рид и од тогаш станало градот да се вика Охрид. Античкиот Лихнид, според податоците, градот прв пат се споменува 2400 години пред новата ера. По Третата македонска војна против македонскиот крал Персе, Македонија потпаѓа под римска власт. Лихнид е изграден на патот Вија Игнација, најстарата римска сообраќајница која што потекнува од античките македонски патишта. Во доцниот македонски антички период биле изградени многу верски и сакрални објекти, а исто така бил изграден и античкиот театар. Лихнид станува главна римска база во северните области на Македонија. Тоа е времето кога за него најмногу се слуша. На христијанскиот период во Охрид до 5 век се изградени се повеќе ранохристијански базилики. Последната вест за Лихнид е веста за неговото разурнување. Во еден земјотрес кој според историските извори се случил на 29 и 30 мај 526 година, настрадале повеќе десетици илјади лица во Лихнид. Потоа градот повеќе не се споменува во историските извори како град Лихнид. Името Охрид се споменува некаде околу 7 век. Во 886 година Свети Климент дошол во Македонија, областа наречена Кутмичевица, како учител. Областа опфаќале југозападна Македонија и јужна Албанија со главните градови Охрид и Како учител и епископ, Климент заедно со Наум ги поставиле основите на Охридската книжевна школа. Благодарение на Свети Климент и Свети Наум, Охрид во втората половина на 9 век станува еден од најпознатите и најразвиените словенски центри. А пак во времето на Самуил станува религиозен центар и главен град на царството. Неговите тврдини уште стојат над градот. Императорот на Византија Василий II дозволил Охрид и понатаму да стане седиште на Охридската архиепископија. Во ранохристијански период
не само што бил најважниот град во регионот, туку бил и најважниот образовен центар и извор на писменоста на сите словенски народи. Во Охрид се наоѓа најстариот универзитет во Европа, 9 век, во местото Плавшник. Денес градот не се помрна од својот ритм. Тој се уште диша и пулсира на истото место каде што бил со илјадици векови нанад. За старата катедрална црква, Света Софија, има податоци дека датира од 10 век. Слушнале за пеперутките обоана дама, која пролет летаат 5000 километри. Знаете колку скаку учивете скокет? 75 сантиметри. Каде му се ушите на штурчето? На штурчето му се ушите на нозете. Вие знаете дека бобата може да скокне 20 сантиметри? Ова колку е мало, ама уште многу убаво. Многу е убава пролетта. Навистина е убава. Да трчаме паперутки и да збираме цвејкина. Многу е убаво. И јас ќе дам на моја двугалка и на мајка. Да, ми на мајка ми на мојата најдобра двугалка. Еве, сила! Нижни треба да ги чуваме, не треба да се кинат. Липчевата збираме за да сме здрави. Да водиме пенкава и халтија, дека планетата ќе Ќе да кадимат кол па да спасам планета на едно. Онде имате едно колче. Да фрлате колпа да чувате планетата. Природата е најважна. Ако нема природа, нема и живот. Мајак, се плашам. Немој да се плашиш, Јована. Но тој ни помога на некои растенија и животни. Прави мрежа, мувите одат кај мрежата, мисле дека може да поминат и се заглавуваат. Чуваме планетата и животот, а тоа ќе ни врати нас. Природата ако ја чуваме и дрвата, ќе имаме почист воздух. И природата е најважна. Ако нема природа, нема и живот. Ми на мојата најдобра друга. Ќе подарам цвеќиња на мојата девојка.